Mr. Slaggio, team number 1. Thank you very much. Very much. The first team will be Chernomorets. Chernomorets. Team number 2, Lens. Team number 3, Jako. Alborg. Aalborg. Chernomorets, Lens, I Aalborg. And the posledната last ekipa. one in the group of death will be Bologna. Каква група во Лигата на шампионите. Група на смртта. Види, што ни се спремаше изминативе 4-5 дена, ова за малце стварно ќе беа групите у Лига на шампиони, ама барем оние што не следат нас, што типуваат и што се кладат во златна копачка и што преку златна копачка имаат намера да отидат на европско, не мора да зависат од никакви ждрепки, туку исклучиво сами од себе. А како главен виновник за тоа е нивниот надпревар. Пакувај се за европско, бидејќи секој тикет се брои во теке втората фаза, уште најмалку една недела ако не се лажеме. До 26 април. И да видиме кој котира највисоко и кој е претендент да биде вториот, заедно со уште еден придружник по негов избор, Така. Јован Ц, да ја гледа Македонија во Букурешт. Јован и Андон се со по 2700 до сега, меѓутоа Тесна е трката. работите овдека се менуваат буквално од минута во минута. Секој уплатен тикет, секој добитен пар се бодува. А ако уште не сте на оваа табела или ако сте некаде подоле, сега е право време да притиснете и да ја гледате Македонија на европско. А никад што би било, кад би било. Ново европско, богаташите беа во обид да ни пружат европски фудбал, елитен, богаташки фудбал. Ама како што велиш, секој чудо за 3 дена, ова за 2. Да, ја мислев дека богаташи, ако више посегнуваат по субстанци, можат да си овозможат нешто квалитетно, ама овие лош трип. Ајде да се подсетиме кои беа тие богаташи, Да, кои 12 моćници. еве ги. Реал, Барса, Атлетико, Јувентус, Милан, Интер, Сити, Ливерпул, два Манчестер Юнайтед, Челси Арсенал, и лондонската Тотенхем. тројка, да. Добро, види, Сака Арсенал луѓето и да направат Тотенхем. супер лига, а третина од овие клубови не се за ништо што супер има во Збориме името. за собствениците на овие клубови. Така е. Да видиме кои собственици се, Така, како би изгледало овој најсомнителните во Европа, Тончи пушти ни го столбот да го борот видиме. на моćниците. Значи, председател би бил Флорентино Перес, заменик председател Андреа Ањели и уште еден заменик Джоел Глезер од Манчестер Юнайтед. И тоа Андреа Ањели бил спремен да ја напушти европската. Бога ми ја го напушти Јувентус. Го напушти и Ед Вудворд од Манчестер Флорентино Юнайтед. Перес се уште верува и се надева дека кога тогаш може да ја обнови, ако ништо друго, бидејќи сега ја Јас не знам дали суспендира. било што контроверзно во европскиот фудбал може да помине без Флорентино Перес и без Андреа Ањели. Па види брат, не име се едно на моćници каде што знаат како фудбал пружат, дека они ги диктираат, ги влечат конците, а најголемиот дел од колачот си го зима УЕФА и ФИФА. Во овој смисол УЕФА. И нормално е дека брат, луѓе као Флорентино Перес, како Ањели, некои што ги диктираат конците, знаат дека главниот колач го јаде Чеферин, словенецот Чеферин кој е никој ништо бе брат. Абе, каков Чеферин са, ти не зафркавај што има Чеферин со тоа бе. Па има, Ти гледај, брат, многу има. ама сега затоа што се расправаат горе Чеферин и овие што ти ги наброја, треба да испаштаат помалите клубови и да си формираат своја лига на шампиони за овакви какви што ги ждребавме. А убаво е или да нема големците, целиот нивни труд, зашто знаеме брат што значи еден Реал Мадрид, еден Ливерпул, Юнайтед имаат на цела планета млади што се палат, што купуваат дресови, што го гледаат фудбалот. Само па верувам и ти брат, кога ќе дојде до четврт финале, тогаш почнуваш да гледаш. Како некој од малите ќе стане голем ако не му се овозможи да тепа некого од големите? Не може бе они тамо си се издвојат, богатите дечиња си играат меѓу себе и јадат Тоа се успешни лосос, а приказни, сиромашните сендвич успешни со приказни на мортадела. малите што не им се повторува. По секоја сезона имаме по една Не, успешна не, приказна. не. Збориме за бизниси.
И на фудбалерите никад с мотивацијата им е една кога Роналдо игра против Меси и кога Роналдо игра против Каљари у Италија. Сите голови се бројат. И тие влагаат кај што треба да влезат туку и треба. Да, ама ние ги зборуваме после головите кога Роналдо ќе ги даде против Барса, против Юнајтед, против Реал. Джабе сите мали некогаш станале големи затоа што победувале поголеми од себе. Тоа е едната страна зошто богаташите сакаат да се отцепат од УЕФА. Заради големиот профит. И оние од што мислат на профит, ја мислам дека дури со ваква топка би пробале да играат. Еве, гледај како им изгледа топката у Суперлигата. Дури моќници, брат, па и фудбалерите на теренот ќе им биде жал да ја шутира. Фудбалот заради оние за кои што се игра навивачите интервенира и им рекоа господа, дали сте здрави, дали сте добри од тоа главите. Бидејќи навивачите си го кажаа своето и сите оние кои помислија на сите клубови што имаа најавено од Англија дека ќе учествуваат, навеште излева. И тоа гледај меѓу на Челси навијачите и Петар Чехенет го на улица. Затоа, брат, ја кажувам дека ги почитувам од денеска и оваа фан-зона, бидејќи беа најгласни. Кевин Де Брујн и Гери Невил меѓу првите излегоа, поготоа пазија над Кевин Де Брујн последната реченица, вика знаеме вика дека е ова бизнис и дека и јас сум дел од бизнисот, ама вика јас сум уште и мало дете на кој што му се игра фудбал. И вика наредните генерации треба да играат фудбал како што сме играле ние. Гери Невил му се гади од Юнајтед, каде е легенда на Юнајтед, верувам и вработен е нешто таму, и од Ливерпул, клубови кои потекна од народот, сега да се отцепат и да бидат дел од тоа милиардерско друштво. Инаку фудбалот, колку и да се големи Реал, Барселона, Милан, Интер, според титули, според се, има и други големи клубови во Европа. Особено ако се вратиме некои 20-30 години наназад, па и повеќе кога доминирале Бенфика и Селтик. Клубови што денеска мислам дека малку и неоправдано ги нарекуваат мали. Тонче пушти ги видиме. Така. Гледај, Бенфика, Селтик, Фејенорд, Ајакс, Нотингем Форест, Астон Вила, Хамбургер, Стеауа, Порто, ПСВ, Црвена звезда и Марсеј. Овие имаат заедно никад 19 европски трофи, за разлика од моќници меѓу кои се Тотенхем, Сити, ПСЖ, Арсенал, Атлетико, кај што имаат голем компир. Компир. Али фала Богу што ова рикна, овој проект, па ние можеме да си го следиме и понатаму оној наш и да се вратиме на нашата главна тема. Архаичен фудбал кој што уште го чувствуваме благодарејќи на еден човек, Горан Пандев, Il Grande Macedone. Види, за Дженова е голема работа нејзин играч да даде 100 гола во серија А и Дженова знаеше тоа како да го испоштува. Тончи пушти, ево буквално и цела Европа. Тончи пушти да го видиме голот со кој влезе во на одбрано друштво од само 86 фудбалери во серија А со постигнати 100 и повеќе голови. Секоја чест, Гранде. Сега никад да видиме како почна се во Италија. Кога Горан беше, па не знам уште дали се бричаше. 2003 година јуни месец против Болоња вајда. По дресот на Анкона. Пандев го постигна првиот гол во серија. Се друго е. Меѓутоа скоро во сите клубови кај што играше во серија имаше забележителни моменти. Најубавиот гол според мене што го има дадено за Лацио против Јувентус. Пушти го Тончи, 48 гола за Лацио. Најмногу меѓу кои Канаваро го изнесува со интервентна од терен. Буквално. Не знам само дали го однесува на гериатрија после овој на костозглобна. Ајде. Бога ми се паметат никаци головите во дресот на Интер. А уште едно дерби го памтат и најважно на Интер со оној гол против Милан. Во Интер нема многу дадено, само 5 гола. А овој не само Милан, брат. И Роналдиньо тука, и Дида многу го памети, и Сидоров мислам на теренот беше во дресот. Сите бе. Какви легенди во Милан. На Дида на Алкаф му фалеа уште пола метро да го одбрани. И Мориньо му дава шанса на Пандев да лупа од слободен. Инаку за Пандев особено ни е мило што во една од најмоќните лиги, он е меѓу последните мохиканци, заедно со една тешка легенда италијанска, која што можеби ќе брани уште 10 години. Па не би рекол, брат. Неодамна баш излезе едно фино видео меѓу Буфон
и Горан Пандев. Да, еве И ги. тука валја си вика, дај бе, кога ќе се пензионираш, кога ти ве Вујка, бе, црепе. каква пензија, јас се осеќам уште 5 години дека може да Не, терам. Пандев му вика, види, ќе се пензионирам кога ти ќе лапаш титула у Лига на шампиони. И овој вајда му вика, и овој изгледа му вика, значи никад, ќе играш до 75. А овој веројатно вајда ти кога ќе направиш 100 гола у серија, вајда ќе го испрати. Да, да, да. Никац, нема да трошам многу зборови за нашиот следен гостин. Ќе кажам дека таа е една прекрасна дама која ги руши сите стереотипи за дека спортот е машка работа, особено во менаџерството. Така. А мене особено ми е кеф што постојано, на пример, слушаме моќни жени во политиката, моќни жени во бизнисот. Ја на политика сум алергичен, да разбирав бизнис до сега ќе го имав јас Манчестер Сити, а не Арапот, така што јас најмногу ги ценам моќните дами во спортот. И денес имаме токму една таква со нас Зорица Блажевска. Единствената председателка на еден ракометен клуб во Македонија, Европа па и свет. Ау. Повелете, дечки, да знаете за кого да навивате. Тоа се тие бои и тоа е тој клуб. Така. Металург и давам- Зорица Блажевска. Еве, ја давам свечано ветување, кога и камерите регистрира дека наредна емисија од Металург 10. Со името Зорица те молам на град да се појавиш. Те мога. Зорица, како си? Одлично, благодарам. Договорени вака со бои или? Што ти Па, рече публикава се? Слагјан, јас добро се сеќавам дека првото гостување, само месец-два, мислам, после моето назначување за председател, беше баш во твојата емисија. Одма прво па Па нема, јас ги следам Нема. тие. Точно така, секогаш во бојкот на случувањата. Благодарам за поканата. Пријатно сум изненадена што ето направивте еден прекрасен проект и уште повеќе и благодарна и изненадена што ме видовте и мене како дел од овој проект. додека сме кај проектот, мислиш дека и на Македонија и фалат вакви емисии, затоа што некако политичари, глумци, пејачи, сите некако својот простор си го наоѓаат во етерот, а луѓето од спортот и околу спортот 2 минути во вести, 3 минути во вести или ептем кога нешто се случува, а вака на редовна база немаат што и каде да кажат. Мислам да во овие пресериозни времиња дека вашата емисија е една забавна емисија која што ето ги руши сите стереотипи, како што милува да каже Слагјан. И мислам дека ни треба повеќе емисии. Некако секоја втора вест е лоша, ако не и да речам почесто. Меѓутоа добро е да луѓето малку да се расположат. Љубовта со највисоката функција во Металург трае од 2018. Задоволен? Презадоволна. И Тешко, но интересно. во една ваква состојба со пандемијата, која година и пол веќе урива се она што може да се каже спорт и се она што е поврзано со ракометот. Љубовта, да, задоволни, а од играта и сето она што го постигнавте во едни вакви услови? Според мене, ова е од една страна една сезона која што треба што поскоро да се заборави. Реално беше вистинско измачување, се уште е, меѓутоа од друга страна треба да се извлечи поука и да се запомнат оние моменти кога беа пресудни, дали да се продолжи, дали да се застане. Средствата се тие, никој не очекуваше дека ќе трае предолго. Стартувавме многу амбициозно, мислејќи дека се она што беше лошо е позади нас, дека горе-долу се нормализираат работите, барем така изгледаше на почеток на сезоната. Можевме ето да се помириме и моравме со исклучување на публиката, меѓутоа не се надевавме дека во толку краток период ќе имаме 3 карантини, ќе се престроги мерките со еден заболен играч, дека нема да ни дозволат цела екипа да настапуваме, меѓутоа тоа беше на почетокот. Сега е малку полиберално, се изолира заболениот играч, другите со негативни тестови продолжуваат. Да, ма сега остана играта само на домашен терен, да, а најзахтевно беше, нели, кога се игра и на меѓународен Точно план. така. Меѓутоа, и во такви услови требаше да се покаже карактер. Јас мислам дека покажавме. Најважно беше да не се застане. И се уште мислам и доколку повторно би се нашла во ваква ситуација, јас повторно исто би постапила. Имаше една доста интересна ситуација каде што па мислам дека нема претераме да кажеме дека Металург практично испише историја на оној меч со Висла Плок,
каде што практично со не десеткуван, него и десеткуван состав е премногу сме кажале. И стигна респект од скоро цела ракометна Европа за тоа што Металург и покрај целата ситуација излезе на терен. Иако многу коментари во тој период беа као негативни. Предајте ја утакмицата, изгубете службено, заштедете ги парите. Токму тоа, воопшто не се согласувам, тие беа некои малициозни коментари пред самото надпреварување за воопшто да не се тргнува и после надпреварувањето за резултатот, Ocean 11 бевме во тој момент и можам да кажам дека тоа беа играчи кои што во тој момент можеби им беше единствената шанса да излезат на таа европска сцена со играчи од калибарот на Вислаплот и да стекнат некој искуство кое што понатака селекторот Лазаров и другите клубови каде што ќе продолжат ќе го искористат. Ајде малку и за профилот на Зорица да видиме како се најде прво во ракометот и колку долго размислуваше да ја прифатиш оваа функција како единствена една претседателка на еден машки ракометен клуб, особено уделот е нели кај машката екипа. Предизвик ми беше секако, знаејќи дека нема друга жена претседател во Светска ракометна федерација на машки клуб кој што се надпреварува во Лига шампиони. Размислував можеби само еден ден, можеби немав многу избор, но не се колебав ни за момент, не сгрешив, стекнав многу големо искуство, од каде сосем случајно јас пред да стана претседател бев веќе 4 години во клубот. Едно време и како генерален секретар, полека ги учев и основите на ракометот, буквално табу тема беше пред 6 години, бев само навивач и тоа страствен, не пропуштав ракометен надпревар, но Металург ми беше секако во срцето, затоа и го одбрав Металург. На почетокот се соочуваше со оние коментари демек што бараш женско во машко окружување, под наводници машко окружување. Дали тоа го има од оваа временска дистанца сега после 3-4 години, дали и дома и надвор имало такви коментари на меѓународна и на домашна сцена? Надвор искрено не, беа изненадени. Првото искуство ми беше во Данска, кога ми придоа едни веројатно долгогодишни навивачи, луѓе по 60-70 години. Едноставно беа зачудени и претходно слушнале дека клубот Металург има, кој е доста познат, значи нема кој не е слушнал за Металург и неговата 50 годишна традиција, меѓутоа сега повторно со нешто ново и дојдоа да се сликаат после надпреварот со Силкеборг. Буквално ме гледаа како некое светско чудо, веројатно за нив од постарите генерации уште вака да се допна дали е реално тоа. Буквално така го почувствував тоа. Во Македонија не може да го простат успехот, посебно некој кој што се уште мисли дека некои работи во Металург кои што се средуваат било невозможно да се средат. Кога слушнавме дека еден хорват доаѓа Рнич, се изненадивме, како што кажавте, покрај сега пандемијата може да ги сруши, ја сруши онаа цел и посакување кон она што се стремите. Во каква ситуација е сега клубот и која е сега целта? Стартувавме многу амбициозно, многу знаат да кажат дека размислете дали не ви е срам со такви резултати, сте изгубиле од еден пролет, од еден Охрид, може би треба да размислите да ставите клуч на врата или не знам што. За мене тоа се едни небулози за кои што едноставно се стресувам кога ќе ги прочитам. Металург не е клуб кој што по секоја цена се стреми да постигне резултати. Металург е клуб кој што развива млади македонски ракометари, подпомогнати од неколку, ние во моментот имаме 5 странски ракометари, меѓутоа тоа се избрани за да можат да помогнат во развојот на тие млади играчи. Јас мислам дека присуството на играчи како Златко Хорват, Марко Тарабокија, Мумир Рнич покрај млади играчи кои што сега се развиваат е непроценливо. Во овој недостиг, да кажам, на играчи кои што може да повлечат на европска сцена, треба да се направи добар избор на квалитетни странски играчи, покрај кои што не само што нема да им го земат местото на нашите играчи, туку ќе можат да ги помогнат во нивниот развој.
впечаток е дека сега македонскиот машки ракомет е на постабилни нозе во смисла дека имаме повеќе клубови кои што може да конкурираат за трофеи. Сосем сте во право. Најсилна е нашата лига во овој момент. Од самиот почеток јас се залагав да и сеха лигашите, без разлика дали се Вардар Металург, Еврофарм Металург, Еврофарм Вардар, да си почнат од самиот почеток на домашното првенство, да имаме вакви интересни надпревари како и досега. Веќе ја нема она, да кажам, константа 1 до 2 клуба се мокни, само тие меѓу нив се гледа освојувачот на трофеот. Сега треба да се признае дека и многу клубови би ги издвоила Пролет, Охрид, Бутел, младиот КЛ7 инвестираат доста, се гледаат себе си во Европа и јас мислам дека треба да ги поттикнеме. Конечно домашната лига доби еден поинаков сјај, на едно повисоко ниво, се врати оној натпреварувачки дух. Металург се избори за Final Four, каде е бранител на куп трофеот. Тука се Бутел, Еврофарм Пелистер и Вардар. Дежаву 2019. Истата сцена, значи истите тимови, и уште фали да го издреваме Бутел. И да се повтори она 2019-та, бидејќи лани нели. Можеби не, кој знае, и Бутел е. Бидејќи пред известно време една супер партија одигра Металург против Вардар. Да, Металург е тој што го гледате против Вардар, меѓутоа условите, судиите, се она што треба да дозволат, тимовите да си покажат она што... Има наклонетост на судиите кон Вардар? Не кон Вардар, меѓутоа има кон одредени клубови. Не сум приметила дека нешто помагаат, посебно Вардар реално нема ни некоја потреба од судиска помош, Па во да, моментов реално да. Квалитетна екипа, меѓутоа има. До скоро Вардар и Металург беа постојано оние две екипи кои што атакува на највисок пласман. Какви се односите меѓу двата клуба? Вардар и Металург, многу луѓе вака од страна мислат дека и се и во малце закрвени односи, дека не се сакаат, дека не се мирисаат. Тоа било така. Ама и на теренот треба и да остане. Да, и ќе остане. Меѓутоа надвор од теренот, јас кога дојдов на местото председател, си поставив една задача дека ќе воспоставам пријателски односи со сите клубови и со ракометната федерација и мислам дека во тоа успеав 100%. Јас бев гостин на Вардар на Final Four во Келн. Така. И во моментите кога имаше публика, втората нивна титула ја прославив со нив, на сеха Final Four бев со Вардар како гостин, значи ние си воспоставивме едни пријателски односи кои што ќе си ги негуваме и понатаму. А вие каква сте на терен со вашите играчи? Строги? Бидејќи често патувате, нон-стоп сте со екипата или? Не би рекла. Јас досега немам ни една дисциплинска постапка, ни една казна, иако досега имаше, да кажам, сме имале такви ситуации како секаде. Меѓутоа јас одбрав еден поинаков начин на функционирање. Јас сум прва меѓу еднаквите, ние сме пријатели. На оние 16-17 годишните јас сум и мајка, и советник, и тетка Зоре. Не сум типичен председател, нема да бидам и мислам дека е тоа успех за атмосферата која што имаме без разлика во какви неприлики сме биле. Нашата атмосфера е незаборавна. Настрана од Металург, што ве опушта, со што се задоволувате? Можеби возење лудо низ улиците на Скопје, прошетка на планини? Прво како Металург ние знаевме пред короната често малку па да си се собереме, малку кафана, само си бараме поводи кои што не недостигаат. Предходните 2-3 години припремите во јануари си ги правевме во Франција, припреми си ги викаме ние, нели, за да си се оправдуваме сами пред себе дека сме истерале припреми, иначе тоа е една екскурзија, поточно да кажеме, во јавно. Тука лежат и најубавите приказни, анегдоти, што ќе извлечете од сите тие дружења? Онака што ќе ви остане, нели, во паметен? Може би некое пијанство на некој ракометар?
Да не сте го барале во море кога сте биле покрај Азурна обала. Нема да откривам такви детали, не ги имам многу, меѓутоа ако почнам... Ај нека мораш име да поблага го кажеме. варијанта. Или еве да не го откриеме со име, па нека погаѓа публиката. Ќе го погодат. Значи те има кој си, само те најдеме. Те знаат, брат, те знаат и да кажем и да не кажем знаат кој си. Никогаш не сум забранила пивце во собликувална, баш напротив, јас сум таа која што ги купува. Без разлика дали имаме надпревар или немаме надпревар. Ето, ако веќе морам да издвоам, би го издвоила патувањето за Шпанија со автобус и забавата која што таму, значи од пиење, пеење, Траеше добри 2 дена. Точно 42-3 сати во еден правец. Ставете тука едно враќање, меѓутоа верувам дека за сите нив тоа ќе е нешто незаборавно. Значи незаборавно искуство низ неколку затворени држави, локдаун, буквално кој што нема никаде да се купи за јадење, меѓутоа едно дружење, турнири во Апсолвентска плей. екскурзија. На толку долг пат имаш време да се напиеш, да преспиш, Да се отрезниш и да стигнеш И да на се време. средиш за утакмица. И облога ладна на чело. Буквално се. Приватно знам да се опуштам ето со некое повторно, сум ограничена патување, сакам да избегам. Некогаш сама, некогаш со дечките, некогаш со друштво, сакам да избегам на ден, 2, 3. И тоа е тоа што ме исполнува едноставно не правење ништо. Едноставно малку книга, малку прошетка, тоа е тоа. Омилен пијалок? Тоник. Најскапата песна во кафана? Розо моја и таа последната Ружо румена. И Буш Ибраимовски и Драган Јовановиќ. Кошташе, бога ми, кошташе во Лесковац, бевме во една кафана, како се викаше. Кога ги земе сите спортови и што постојат на планетава Земја и во машка и во женска конкуренција, кој спортист или спортистка би сагале да го запознаат? Еден само да е. Го знам, Кој? Кирил Лазаров. Добар одговор. Па реално легенда е. Да, мислам дека не се може би не е доволно свесен македонскиот ракомет каков скапоцен камен ние имаме. Кога ќе излезеш малку надвор и кога ќе те прашат како оди во Металург, каква е ситуацијата во Македонија, третото прашање е секогаш Кирил Лазаров. Некај време е за предизвик Да, или? тие што седнуваат тука не им даваме и предизвици едни. Што е сегашниот предизвик? Од луѓе кои што и не се баш поврзани со ракомет, треба да направиме еден ракометен тим. Значи имаме 7 двојки и треба од тие двојки по еден да избереме да има овој нашиот мешан ракометен тим како би изгледал. Еве, првата двојка е од Милан избравме намерно двајца. Еден само би влегол во тимот. Џокер, Сладјан? Па не знам, Овде си ти јас се откажав од Интер после тортурата од овој господин, млад господин од левата страна. Другиот и двајцата господин ги го ставам. обожавам, а Ајде. Значи Кака го избравме. Кака за- Кака, кака што е? Среден бек? бразилец. Среден. Одиме следна двојка, JJ Редик и Погасол. 16-ка. Погасол? Оде. Што ќе не игра Погасол? Центар види ку кафе. Не центар, не. Ќе оставам на Пикер. Пикер, тоа мислев така. Пише го тамо Пикер. Центар иначе у кошарка игра. Тоа ти е оној спорт кај што треба. Одиме следна двојка, Робе Вилијамс и Енрике Иглесиас. Еј, какви крила се овие. Роби Вилијам лево крило оди. Лево крило, Робе Вилијамс пише го тамо. Одиме следна позиција, Агина Галде и Карабатич. Па Овие ни се добро, дисциплините тука. двајца од ракомет што ни доаѓаат. Карабатич, ама ич не го сакам. Агина Галде. Има некоја посебна кај причина сакаш. за оваа нелюбов према Карабатич? Толку ми се антипатични, немам некоја посебна причина, меѓутоа веројатно ароганцијата не на терен општо. Умисленост, ја Таков тоа не тоа, почитувам суратот, воопшто. суратот, така. Суратот им е таков умислен, точно. Одиме следните, четири. Џорџ Клуни и Анди Гарсија. Џорџ Клуни, Џорџ Клуни. Не му ни дај шанса да Не му Анди дам Гарсија. шанса, не му дам Никаква. шанса. Ти Џорџ кажа- Клуни. До сега Тај петорица стај имаме. во десен бек, мислам, Или стварно десен, е посебен. Десен бек. Петорица или шесторица имаме до сега. Петорица. Одиме
Шестата, Фали десно крило. овие не се случајно избрани. Дел Пиеро те молам. Дел Пиеро и Ромарио. Дел Пиеро. Така Дел Пиеро? Завижан, италијанец. Не требаше да ги ставите заедно. А па тоа беше поинтересно. Меѓу нив кога е трката. Требаше да ги ставите заедно. Го изберев и Ромарио. Јас знаев дека Ќе ги рушам стереотипите. Јас знаев дека Стај го меѓу и Ромарио те молам. Ај, на резерва нека му биде. Ај, стај го ај. резерва те молам. И сега последната позиција треба да ја пополниме. Опа! Ај, кај ќе ги сместиме, едниот на трибина, Крај. другиот по... Крај. Кај седело човек од делот е добар на терен. Па Види менаџер ќе се призна, овој само пирати не да Ти ги водиш си автокомпанија. Спорско пипче, немам збор. Слаген, ти си ми стварно Не сум за на драг. терен, нели? Меѓутоа ти си за на терен. Ова е 3-0 гостинки кои ни дојле, која биле... Знае дека ја ќе и проста. Не, ти си менаџер пар екселанс, тим менаџер те ставам, без размислување. Без 20 евро размислување. голема. по фотелја. Никад Али не с која си ти тој остана дојде што треба да позиција? изгине, разбераш? Голман немаме, мислам. Среден. Кој ќе оставиме голман? Па тебе, Па тебе ќе те ставиме голман. Ја голман да бидам? туше тоа Може. остан. Кажи ни каков прогнозер си, бидејќи ние со нашите партнери од Златна копачка имаме една фина хуманитарна акција, како општествено одговорни, продукцијата Медија така исто така и Google 3+. Имаме 5 надпревари со ваучер од 500 денари, да гледаме да го искористиме најдобро што можеме во прогнозирањето. И потоа, дај Боже да излезе тикетот добитен, досега Индира Кастратовиќ беше Видов, првата 20.000 имаше, ако не се лажам, така. така нешто. Индира и Ѓошевски. И успеа Ѓошевски пред две направат емисии, хуманитарни Никола акции. Ѓошевски. Ова е до сега како што ни дојале гостиве, кои коефициенти ги остварувале. Што е со наумче? Тоа е Успеа да тој ги погоди коментар. сите 0 од 5. Личи ли наумче Војсовски Ама таму му некај дадовме на дно? 0-1. Не е сами Мој Христо. Мој со. Знаеме дека мора партиски да сме одредени за вакви позиции кај нас. На спротивната страна во ВМРО е гоманот нели на Вардар, Борко Ристовски. Така. На наумче му ја препуштате шансата да се докаже за доброто искрено, на спортот? Кога би искрено. ги гледале двајцата? Мислам дека наумче сега ќе започне еден процес на револуција и додека е ваква политичката ситуација, одлично ќе плива во овие води. Меѓутоа, мислам дека доколку остане изборот на Борко Ристовски за да продолжи, да кажам, неговата мисија понатака, мислам дека ќе продолжи еднакво успешно. Одличен одговор. Да. Искрен Дипломатски. одговор. Не, искрен одговор. Одлично. Тончи, што Прва имаме? утакмица е можеме да име Интер Верона. Еден фин господин е Интер кој после Кец, долго кец. време се Чист бори кец, за ја Чист пишуваме. кец пишуваме, да. гол прво и гол второ. Гол прво, Кец гол и второ. по едно, да. 1 плюс прво, 1 плюс второ. 1 до 3, 1 до 3. И овде си одам на сигурно, кец. Јас тука мислам дека Ливерпул ќе даде у двете полувреме. 1 у 1 и 2 плюс. Кецу Кец 2 плюс. Да. Овде И тука пасажот е изразит фаворит со Мец. може и двојка и 3 плюс. Да. Пиши, момче. Двојка и 3 плюс. Јас тука дам 2 у 2 и 4 плюс. Кец, у Кец и 2 плюс прво има такво? Би требало. Треба да има. Реал Мадрид Реал Мадрид, Бетис. Бетис. И овде е борба за титула у Шпанија, јака. Ке има голов, ја? 3 плюс ке играм 3 само. плюс идеме. Кеци 3 плюс. Кец у Кец и од 2 до 4. Кецу Може Кец, така? Може, бе. Одиме уште една последна, овие ни се германци. Ај, тука Волсбург. може би Дортмунд. фино еве да наш совет на голови да играме. 4 плюс, ајде. 4 плюс. Нема да се определам за победник, само 4 плюс. Јас мислам гол-гол второ полувреме. Двојка, гол-гол. Двојка и гол-гол. Да, царе. Ние сега, пред да ги испратиме нашите гости, имаме една многу убава традиција. На нашите гости ние тука им го вадиме сега ова парче хартија кој што до вчера било можеби само слика, ама од сега станува историја. Пошто на ова нашо легендарно цицчо дека треба да се најде. Ова е после освојувањето на купот. Еве има шанса за брзо време да се така. повтори една ваква слика, само во Чекај. Чекам. Стој. Стојам.
ова демеки за мене и за слагање или тоа е, за слагање? тие се тие последни детали Тоа е тоа. кои носат успех. Благодариме. И јас си останувам на ветувањето дека дресот наредна емисија Со Зорица напред. Ке пратам. Дај си Но, ветување. Зорица напред. Со Зорица напред, ето. Пратам. Сите Но, следат. ако не е така, низ онаа врата, Ќе бараме нов колега. Со Зорица напред. Никад ми се допаѓа вака искрено, тактички од Зорица. Фино, пристојно, фаворитски им даде Башка шанса на особо што ги фаворитите. поштуе Дел Пиеро и Ромарио, напаѓачи што знаат да убодат, треба мислам да убоде и Ливче хуманитарно. Ти само убодуваш освен кебапчиња и компирчиња, тешко друго, него што убоде. Се разбуди Војче Китановски, Ранко Рангелов у него. Вели Мумин, кажи ми што убоде, ти ги следиш така. Вели убоде коефициент 4,93, 11, ама у првата половина. Аха, у првата половинка, добро. Никад ти што убоде, освен кебапи Три утакмици убодав и ја. компирчиња, тројка, златна Ти убоде тројка. две. Две, ама доволно за скоро 13 пота, брат. Ти од 3 не можеш ни у пола до мене. Кога се кладиш реално, колкав коефициенти да имаш ако не ги фатиш утакмицата ти пропаѓа у вода. Јас сум поблиску да Тоа ти го фатам кажувам 5. ја цела сезона се такмичевме деме кој поише квота ќе прави, па затоа викам ајде да нагазам. Чекај бе, со две утакмици еротски фатени те стигам и те престигам. 8, шо е 8 за стигање? Ништо, со две утакмици се стига. како што си почнал вака како што идеш, брат, не има да ме стигнеш до крајот сигурно. Инаку, претходнава задача, како се испостави ова со голови што им го поставивме, дали повеќе у прво или у второ, и да испадне у голови 7-7. 7 Што у ти прво, викам, 7 ја да у им второ. дам задачи, ти некако задачи не ти да никак. Само прво Колку да... фатија? Тројца. Само тројца? Тројца. Кој се ајде? Кико Трајковски, Михаил Петков и некој Зоки. Така да Зоки на квадрат пријави се кој Секој си пиша дека ќе има исто и во дека прво и во исто второ. голови ќе видат и прво и второ полувреме. Браво. И на YouTube и на И Facebook. на YouTube и на Facebook. Еве пошто ја не знам да дам предизвици, ај да им се ти Ајде. за ваучери предизвик. Па еве моци и девојки, сите што ме гледате, сите што сакате да добиете ваучер од Златна копачка, понудата од 5 надпревари, 10 екипи, која екипа прва ќе даде гол? Така, Полесно, која да екипа, мислам, значи не може да- најрано ќе го даде голот. Имате 10 Коментирајте. екипи. И на Facebook, и на YouTube. Претплатете се на YouTube, знам дека има добар дел што не сте претплатени, за да први дознавате и тркајте се за ваучери. А инаку кога сме кај тркањето, своите тркачки способности претходниот викенд ги истестираа многу добро. Кој беа? Колашинаци, Мустафи? Никад скамо среќа и кај нас да беа вака ватрени навијачите па да бркаат и управи и легенди на клубови. Како што го направија тоа од Шалке момците, пушти Тончи. Еве ги испаднаа во Цвајтак, играат до година со Регенсбург и со Хайдхайм. Хайденхайм уствари, како и да се вика таа Или екипа. побратими се И- со Вардарс, братимени екипи се, нека го следат комитите и Замисли ова, бе. комити вага да зема ги збркаат одговорните за тоа што е Вардар Тоа- сега каде што е. За тоа апелираме. Него ти што со дресов рече од Борусија, зашто вака жута Дресот од боја? Борусија Дортмунд не е заради тоа што му се на Шалке најголеми ривали, туку затоа што Тука ја германските смисле, екипи, брат. меѓу кои Бајерн и Борусија Дортмунд, меѓу првите ги откачија овие од Суперлига великашиве и рекоа: "А момци, фудбалот е за навивачите, а навивачите во Германија држат 51% сопствеништво од клубовите и со тоа германските клубови покажуваат дека фудбалот не е само за пари, него и дека за оние што одвојат од своите средства за да дојат на стадион."